Пред 12 дена планинарот Зоран Николов од Штип направи огромен подвиг успевајќи да ја победи планината на смртта и да се искачи на врвот Аконкагва во Аргентина, висок 6962 метри. Николов се уште под импресии и силна возбуда од успехот за кој се подготвувал цел живот. Импресиите се се уште големи секако, не е мала работа. Јас, ќе споменам дека сум вториот штипјанец кој се искачил после доктор Сашко Кедев. И сум многу горд што го направив овој успех и овој предизвик. Ние тоа не го доживуваме како победа над планината, и па дури не го освојуваме, ние го искачуваме врвот и се симнуваме од него. Ние сме многу мали и не сме мокни да ја победиме планината, ние понизно ја замолуваме да не прими во нејзините пазуви и да ни дозволи да се искачиме на врвот, да го доживееме тоа што треба да го доживееме и да се вратиме живи и здрави назад. Тоа ни е главната цел на нас. Одлуката да ја освои планината на смртта, Николов не ја донел одеднаш, а на моментот кога одлучувал да оди таму од каде што многумина не се враќаат, се сеќава. Аконкагва е маркантна работа, значи секој планинар копне да достигне што поголема височина. За мене, бидејќи јас во минатото имам 6000 искачено во Киргистан, сега предизвик ми беше 7000, без малку е 7000, ама јас си заокружувам, па кој како сака нека мисли, си заокружувам дека сум достигнал 7000 и тоа е нешто многу големо за мене, а и за секој планинар, секако тоа е големо достигнување. Од неизвестноста во еден момент се обидела да го врати и мајка му, но Зоран бил одлучен и сепак тргнал. Семејство си е семејство, се грижат за мојата безбедност, за моето здравје, за мојот живот во овој случај, бидејќи во моето семејство многу често се гледаат филмови и емисии од областа на планинарењето. И знаеме како завршуваат тие и фатално и со несакани последици и секако и мојата мајка и сопруга се секираат за мојот живот, ама кога ќе видат дека нема назад, јас кога сум цврсто решен, преминува тоа во поддршка веќе. Ајде нека биде вака, ајде така, ми дават целосна поддршка и многу сум благодарен на семејството и на сите пријатели кои ми даваат поддршка. Смртта на оваа планина доаѓа во еден момент и неверојатно брзо, бидејќи освен од студ, таму најчесто животот се губи од друго. Дури јас самиот се мислев што е толку големо и што е тоа толку тешко, што е помалку од 40% успешноста на реализација на искачување на таа планина. Енигма ми беше во главата што е всушност тоа што спречува да не биде 100% искачена, кој отиде секој да искачи. Меѓутоа, податокот дека само 40% дури и помалку ја искачуваат. Ние кога пристигнавме, конкретно во Буенос Ајрес, ги пратиме планинарските вести и конкретно за Аконкагва на 29 февруар, заклучно од 1 јануар, имаше 4 смртни случаи на планината за само тој месец дена. И тоа најмногу се должи не на физички повреди, туку на срцеви и на мозочни удари поради недостатокот на кислородот на таа висина. Над 6000 метри е само 30% кислородот од кој што ни е потребен и телото мора да се избори со сето тоа. Но предизвикот останува поголем од сите ризици и Зоран на пат тргнува со уште 5 планинари од Македонија и Србија. Што им беше договорот пред тргнување? Ова многу кратко ќе го одговорам. Договорот беше одиме. Немаше нешто конкретно, само си ветивме дека ќе бидеме дисциплинирани, дека ќе ги следиме сите протоколи што се битни за да биде успешно искачувањето. Бидејќи мора се да се спроведува според план, секој измрдување надвор од планот доведува до неуспех. 7 километри во височина бараат огромен напор, огромно познавање на планинарските вештини и огромна желба. Но, кој беше критичниот момент во овој голем подвиг? 7 километри во хоризонтала се многу, а да не збориме во вертикала, колку е тоа многу. Значи, најкритично е на самата планина има два сегменти, едниот се вика траверза, а другиот се вика каналета. Тие се, да речем, најубиствените делови, поготово каналета посебно. Тука се создаваат тие најсилни ветрови и најголеми минусни температури пред самиот врв и тука ги одвраќаат планинарите од нивната цел
бидејќи условите се многу брутални, тешки, неподносливи и за среќа во мене имаше доза на фанатизам да одам до крај, па што биде нека биде, ама не беше потребно тоа. Сепак по 18 дена, експедицијата завршува на врвот од Аконкагва, а Зоран и неговите другари цврсто застанаа над него. Тоа е тоа што го бараме. За мене чувството беше нешто најголемо. За мене тоа беше тронот, тоа е врвот. Сета борба што ја вложив и целиот трнлив пат што го поминав, за мене тоа е, кога сум најгоре, тоа е тронот. И тоа се доживува, тоа не може да се опише. Треба да си таму за да ги доловиш тие чувства. Тоа е посебно чувство, планинарите го знаат. Единствено е да си на врвот. Пред да тргне во неизвестниот поход, Зоран пред себе ветил дека ако го освои ќе има планинарска круна, успех со кој ќе се гордее, ќе има што да раскажува на сите. Сите ќе знаат за него и пошто нови предизвици за него ќе нема. Дали тој останува на ветувањето? Да, ние секој ще ветуваме, ова е последно, доволно е, ама не е така. Во мене искрата се уште тлее и мислам дека кога ќе обезбедам средства и кога ќе се осетам спремен, би пробал и на 8000 метри. Ако дај Боже да соберам средства, тоа е најбитното. Спремање кондицијски ќе си правам јас. Не престануваме ние секогаш одиме. Значи нема да престанам, одговорно тврдам. Освен Аконкагва, која е кулминација на неговата кариера, Зоран Николов, штипјанецот кој е член на планинарското друштво Согово од Кочани, досега освоил и други високи врвови. Да, пред тоа јас ги имам, балканските сите ги имам искачено, тие се испод 3000 метри. На Алпите имам одено над 4000 метри, во Турција на Арарат се имам искачено над 5000 метри, во Киргистан на Памир се имам искачено на 6000 метри и за сега ова е круната 7000 во Аргентина на Аконкагва. И се надевам ќе продолжам на поголема височина.